Вие ако го погледнете Уставот на Република Македонија, таму во првите 10 члена, ќе видите член 2, нели, ќе видите јасно кој е носител на суверенитетот во оваа држава. Тоа е граѓанинот кој што се здружил, нели, и потоа му го делегира тој суверенитет на избраниот представник во телата кои што ги представуваат граѓаните, а не политичките партии. Многу јасно треба тоа да го нагласиме. Политичките партии никаде не се спомнати ниту во законот, ниту во било кој друго правен акт на Македонија како носители на суверенитетот. Што ни се случува во реалноста? Политичките партии го киднапираат суверенитетот на државата, им велат на граѓаните, вие не треба да се бавите со политика, ние сме тие што треба да се бавиме со политика. Ние моментално не живееме, и тука е потполно во право професор Најчевска, ние не живееме во демократска држава, демоскратија, владење на народот, на граѓаните. Ние живееме во држава партократија, каде што владеат партиите, кои што го киднапираат суверенитетот. Мораме да дојдеме до ситуација во моментот кога ќе се менува оваа власт, ќе се менува оваа политичка конјунктура, граѓаните мора да притиснат и да си го повратат тој суверенитет. Мора политичкото да го вратиме кај граѓаните. Мора политиката да ја вратиме кај граѓаните. Граѓанинот нужно мора да се бави со политика, затоа што тој е носител на суверенитетот во државата и не му припаѓаат тие одлуки. Не може да ни кажат дека не треба да се бавиме со политика, а што правиме секој 4 години? Фрламе некакви лифт, не е тоа бавење со политика. Или само тогаш, или на 2, или на 1, или на веќе не знаеме, или имаме предвремени избори. Значи тогаш можеме да се бавиме со политика, колку да ги излегитимираме нивните политики, а целиот друг период ние не треба да се бавиме со политика, затоа што ако се бавиме со политика, веднаш добиваме етикета партиска. Ово е со тој, ово е со тој. Извинете, но партиите не се носители на суверенитетот, не се носители на политиката, граѓанинот.